Поради утврдено насилство во континуитет, денес државата привремено им ги одзеде децата на Оливер и Билјана Симонови од Свети Николе. Се работи за 3-годишниот Лука и неговиот 6-месечен брат. По добивање на таква информација, Центарот за социјална работа веднаш постапи и ги заштити децата од злоупотребата која врше родителите, со тоа што донесе решение за времено одземање на децата од родителите и децата беа ставени под старателство непосредно на Центар за социјална работа со старател службени лица, кои понатаму ќе ги штитат нивните права и интереси. Поради безбедност, децата се сместени на непозната адреса за родителите, изгрижени се од страна на стручни лица на Министерството за труд и социјална политика. Истиот ден децата се згрижени на безбедно место, а во однос на родителите понатаму ќе бидат покренати постапка за одземање на родителско право, во однос на окјувот кој што го беше извршил физичкото насилство, ќе биде поднесен предлог за изрекување на привремени мерки за заштита од семено насилство. Оваа превентивна мерка во случајов е повеќе од потребна, бидејќи децата многу често биле изложени на физичко и психичко малтретирање од страна на родителите. За страдањето на децата знаеле сите во соседството, бидејќи често и самите биле сведоци на нехуманите постапки, особено на таткото. Екипата на телевизија Стар денеска беше во Свети Николе и за коментар ги побара родителите, но на адресата на насилството немаше никој. Тука во Риско Мало се наоѓа куќата, а токму е оваа мала куќерка трошна на семејството Оливер и Билјана Симонови. Тие од денеска останаа без старателство врз своите деца. Кога и дали на родителите Симонови ќе им бидат вратени децата е неизвестно, бидејќи според директорката Стојкова предстои долг период на анализа на сите околности. Таткото Оливер од граѓанин е снимен, а потоа снимката беше поставена на каналот YouTube, на кој се гледа како тој на автобуската станица во Штип безмилосно го тепа по синокот, односно синот на сопругата од нејзиниот прв брак. Целата оваа немила приказна се комплетира со податокот дека неодамна ова семејство од државата доби социјален стан во Штип. Што ќе се случи со станот, сега повторно е неизвестно. Семејството Симонови на јавноста и стана познато откако пред 3 години, знаејќи ја тешката состојба, Боки 13 им ја плати киријата за 1 година однапред во стан во Штип.